Општина Илинден е една од општините кои што во изминатиот период доживеа многу промени, секако во позитивна насока. А што ќе очекува општина Илинден во наредните 4 години, ќе зборуваме со градоначалникот на ова општина, господинот Жика Стојановски. Добре дојдовте. Добре најдов и поздрав за гледачите на МТМ телевизија. Ова е ваш четврти мандат како градоначалник на општина Илинден и тоа кажува дека уживате голема доверба кај граѓаните на оваа општина. Како сте задоволен вие од тоа што го направивте за општина Илинден во изминатите 12 години? Споредувате ли каква била општината кога дојдовте на чело на општината и каква е денес? Голема обврска и одговорност е да се биде градоначалник пред се на општина Илинден, општина која што е доста динамична и предизвик е пред се. Четвртиот мандат, довербата од граѓаните бара многу поголема, уште поголема посветеност, уште повеќе работа и само со ангажираност, посветеност и работа може и да се постигнат резултатите. За една локална самоуправа, за една заедница, најзначајно е да сите чинители на заедницата максимално се вклучени во сите процеси, во дефинирање на приоритетите, во проектните активности и секој поединец да даде дел од себе. Дополнително општинската администрација и градоначалникот, тука се и советниците, односно советот на општината, кој што е потребно навремено да ги носи одлуките, за да може и да бидат правилно и навремено реализирани. Тоа во овој изминат период сето беше добро искомпонирано и убеден сум и знам дека граѓаните на општина Илинден си ја сакаат општината. Од тие причини и даваат сериозен придонес. Сега во овие почетни активности ни се токму и процесот на буџетирање, каде што веќе го отпочнавме со граѓаните. Така, тоа е и првиот проект, всушност, што го почнувате во овој нов мандат. На некој начин се почна со буџетирањето, за да може граѓаните да ги дефинираат приоритетните проекти кои што треба да се финансираат во 2018 година од буџетот. Евидентно е дека потребите се многу поголеми од реално можностите на буџетот, меѓутоа затоа дополнително ќе се овозможуваат финансирање на проекти кои што ќе бидат финансирани од домашни и странски финансиски институции. Ние имаме капацитет и знаење во тој дел, сме имали искуства и до сега и затоа ќе направиме максимално напори за реализација на капиталните проекти. Инаку, до сега од работата во општина Илинден, најголем дел од капиталните проекти тоа се во делот на фекалната канализација, во делот на зафаќање, одведување на атмосферските води, чистење, нивелирање, одржување на каналската мрежа, која што во општина Илинден се протега на 120 километри, одржување на патната инфраструктура, рехабилитација, санација на локалните улици и патишта, а исто така и изградба и на патишта и подобрување на патната и енергетската инфраструктура во локалните економски зони со цел овозможување на подобри услови за работење на инвеститорите. Подобрувањето на патната инфраструктура се надевам дека ќе продолжи и во наредните години. Што планирате да преземете конкретно во оваа насока? Предвидени се изградба, реконструкција, санација и рехабилитација на 40 километри локални улици и патишта на целата територија на општина Илинден. Во овој период се работи исто така токму на патната инфраструктура. Ќе бидат санирани и изградени нови делници пред се улици кои што се ископани при поставување на фекалната канализација. Понатаму влезовите на општината, тоа е една делница од Кадино према автопатот кој што дополнително ќе
ќе бидат изградени 2 нови моста проширени, бидејќи сега мостовите се еднонасочни. Понатаму имаме други проекти кај што отвараме дополнително влез или фреквенција од Бујковци понатаму до патот Ајватовци Мршевци, за да се мрежата на патишта да се прошири. Инаку имаме нешто повеќе од 260 километри на локални улици и патишта. Таа е вкупна должина која што и понатаму сакаме да ја прошируваме, меѓутоа и да ја подобруваме. Бидејќи добрата патна инфраструктура значи и подобри услови за живење, меѓутоа и безбедност во сообраќајот. Кога сме кај безбедност во сообраќајот, тоа е еден проект кој што е малку покомплексен и ги опфаќа сите фактори кои влијаат во безбедноста. Почнувајќи од добри улици, изградба на пешачки патеки и велосипедски патеки. Тоа се инфраструктурни објекти кои што се најзначајни за безбедноста на учесниците во сообраќајот и посебно кај предучилиштата и детската градинка. Затоа ќе посветиме внимание на овој дел, на овој проект безбедност во сообраќајот, тука исто така во соработка со Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, еве и сакам да упатам и апел до граѓаните да не ги користат пешачките патеки за паркирање на возилата. Бидејќи пешачките патеки се изградени по барање на граѓаните, за да имаме фреквенција на велосипедисти и пешаци. Не се тоа простор за паркирање. Ние до сега не сме оделе со санкционирање на граѓаните, сме сметале, еве вака, со укажување и на една повисока свест. Сметам дека не е дозволиво да се паркира возило на пешачка патека која видливо не е за намена паркинг простор. Таа прецен или за безбедност на младите жители на општината? Апсолутно. Тоа е вистината. Ние секогаш зборуваме, не дај Боже да се случи нешто, несакана последица, после се одмоткува клопчето и се прашуваме кој е виновен, зошто мораше да биде паркирано тука, кој презел мерки, зошто не презел мерки и на крајот се сведува кај градоначалникот. Зошто градоначалникот не презел мерка да не се паркираат возилата. Значи, ние мораме во општинската администрација, вклучувајќи ги и вработените во МВР, да се насочиме кон безбедност во сообраќајот. Во новиот мандат најавувате изградба на уште една нова детска градинка, воведување на јасли, воведување на целодневна настава во основните училишта. Кога да го очекуваат ова жителите на општина Илинден? Вистина е тоа дека во општина Илинден не постоеше детска градинка. Ние во 2008 година ја пуштивме првата детска градинка со капацитет од 60 дечиња, понатаму имавме проширување, па доградби и сега детската градинка згрижува 400 дечиња. Планираме да го прошириме ланецот на изградба на детски градинки. Предвидуваме во Миладиновци да изградиме нов објект на детска градинка, каде што ќе бидат згрижени дечињата од околните населени места, за да се ослободи простор во централната детска градинка во Илинден, а тука да отвориме јасли. Тоа се дечиња од 9 месеци до 2 годинки. Бидејќи таа е група на дечиња која што бара повеќе внимание, помалку дечиња се во една група и сакаме да ги зачуваме стандардите, да ги почитуваме и да не излегуваме надвор од стандардите кои што се пропишани. Бидејќи, ако во една група имаме голем број на дечиња, тогаш реално вработените не можат да посветат внимание и се губи на квалитет. Ние сме се определиле за квалитетно згрижување на децата во детската градинка, не за квантитет. И таа определба ќе ја почитуваме и понатаму. Значи, онолку дечиња колку што се пропишани согласно законските одредби од Министерството, ние тоа ќе го почитуваме. И затоа ќе правиме нови простори за да овозможиме
да отвориме и јасли, односно да се згрижат дечињата од најмала возраст, од 9 месеци до 2 годинки. Така, тука е целодневната настава во основните училишта кои што... Така, а во делот на образованието пак планираме да воведеме целодневна настава за помалите ученици, тоа се од прво, второ, трето оделение, бидејќи на нив им е највеќе потребна помош, односно да можат да останат до оној период додека родителите се вратат од работа. Ова потреба исто така граѓаните ја укажаа, бидејќи веќе значителен број, односно висок процент на граѓаните се вработени и затоа дечињата треба да овозможиме да имаат можност да бидат згрижени во целодневна настава. Новие два проекти ќе работиме во текот на 2018 година. Така. Исто така во насока на младите и спортот, тоа е нешто во што континуирано вложувавте и инвестирате. Ќе продолжите ли понатаму да вложувате во оваа област? Да, за поддршка на младите, за поддршка на спортот ќе вложуваме и тоа планираме дополнителни финансиски средства да обезбедиме за развој на спортот, за поддршка на младите, активности и колективниот спорт, меѓутоа и поединечните спортови. Целта ни е да им помогнеме на младите да размислуваат малку послободно, да бидат ангажирани, бидејќи кога се максимално ангажирани, тогаш повеќе и даваат за општеството, и за заедницата, и за општината Илинден. Целта ни е да овозможиме услови за да се задржат младите тука во општина Илинден, да не одат надвор од општината и надвор од Република Македонија, а со создавање на добри услови во делот на спортот, во делот на образованието, во делот на вработувањето, тогаш младите од општина Илинден и целата заедница помагаме и на општината, меѓутоа помагаме и на граѓаните на Република Македонија и воедно на Република Македонија. Бидејќи во општина Илинден веќе се доселуваат жители кои што се од градот Скопје, од соседните градови и од градови од цела Република Македонија. Ова е показател дека во општина Илинден има подобрени услови за живење и дека општина Илинден од рурална прераснува во една урбана средина со овозможени услови за живење, меѓутоа и за работење. Фекалната канализација, тоа е уште едно прашање кое што ги мачи поголем дел од жителите на општина Илинден, меѓутоа вие во изминатите години започнавте веќе со решавање на овој проблем, односно со изградба на фекална канализација во дел од населените места. Каде се досега е изградено и каде ќе продолжи во наредниот период да се гради фекална канализација? Фекална канализација е изградена досега на 4 сегменти во населените места Илинден, Марино, Кадино. Овие 4 сегменти опфаќаат во просек по 1250 еквивалент жители. Сегментите се со пречистителни станици за да може фекалните води да се зафатат од домаќинствата, да се одведат и да се прочистат. Нашата цел е да ги прочистиме фекалните води за да ги испуштаме во реципиентот. Затоа ќе продолжиме со овој начин на работа, односно сегменти кои што пред се наоѓаат во подрачјата на пониските делови од општината. Пониските делови се во делот на Илинден, Марино, Кадино и Мралино. Во наредниот период од средствата од буџетот, а исто така и од дополнително од домашни странски и финансиски институции, ќе ги финансираме овие сегменти. Целта е да се прочистат водите, за да се испуштат во реципиентите. За овој нареден период веќе имаме подготвено проекти, ќе се дадат на објава за да може да избереме компанија која што ќе гради.
бидејќи е значајно фирмата што гради да има и капацитети за градење на фекални канализација, бидејќи кај нас е специфична изградбата на фекалната канализација, затоа што нивото на површината на најниските подрачја во општината се пониски од нивото на водата на реката Вардар. Затоа и одводните канали кои што се протегаат во општина Илинден, тие се околу 120 километри и се дел од хидромелиоративниот систем на Скопско поле, се одведуваат и пред реката Вардар, во Зелениково се препумпуваат со пумпи. Тоа е спецификата и за системот за одведување на атмосферски води, а исто така и за фекалната канализација. Така. Општина Илинден заедно со општина Петровец се едни од општините во Македонија кои што се познати по најголем број на влезени домашни и странски инвеститори. Ке продолжи ли општината и понатаму да привлекува нови инвеститори и на кој начин ќе го направите тоа? Да, ќе продолжиме. Да бидам искрен, и овој изборен период ни представуваше нас акумулација за нова експанзија, за нова инвестициска експанзија или инвестициски развој. Веќе имаме најавено значителен број на инвеститори, домашни, исто така и странски. Ние имаме дел подготвено површини, меѓутоа ќе продолжиме со проширување на постоечките локални економски зони, а исто така и планирање на нови парцели кои што се на атрактивни локации, се со цел да овозможиме на инвеститорите да инвестираат. Тој процес континуирано трае и реално општина Илинден ќе го задржи статусот на инвестициска дестинација. Така. И јас се надевам дека ќе продолжите со исто темпо да работите како што работевте во изминатите мандати, така и овој мандат, овие 4 години општина Илинден да прерасне во уште поурбана општина. Ви благодарам. Ние ќе работиме уште поинтензивно, бидејќи имаме создадено подлога за побрз развој. Ќе работиме во делот на подобрување на условите за живење на граѓаните и зголемување на стандардот на граѓаните. Тоа е основата за која што се залагаме и перспективно општина Илинден прераснува во една урбана општина, конкурентна општина во регионот. Кога зборувавме за конкурентност, ние мислевме токму на создавање на најповолни услови за инвестирање, а инвестициите понатаму водат кон дополнителен развој. Ќе продолжиме во подобрување на условите во образованието, во образовниот процес, во згрижување на деца од предучилишна возраст, подобрување на инфраструктурата. Исто така во делот на стопанството би сакал да истакнам дека ќе работиме на инсталирање на гасоводен систем, бидејќи реално во општина Илинден постои гасот, постои опремата, само треба да се направи оној прстен каде што ќе ги опфати сите стопански субјекти и ќе одиме прво на гасифицирање на стопанството. Јас ке ви се заблагодарам за денешното гостување во Урбаните вести и уште еднаш ке ви посакам успех во работата. Ви благодарам, ми беше задоволство. Почитувани гледачи, ви благодарам и на вниманието, а вие останете и понатаму со програмата на МТМ.